Сега, чисто верувам дека со овие неколку следни презентации на некој начин ќе ја промовираме Ромаверзитас како лабораторија за генерирање знаења, вештини, капацитети и како организација со развиена култура за критичко размислување, анализирање и изразување. На 6 студенти роми кои што имаат 3-месечно практиканство им дадовме задача и можност да обработат одредена тема и денес да презентираат својата обработка, својата тема и искуство од практиканството. И исто така, на еден студент од 15 вклучени во Ром Индекс ќе дадеме можност накратко да кажат кои се постигнатите резултати. Го повикувам Кенан Таир да ја презентира својата работа. Добар ден на сите, моето име е Кенан Таир, јас сум абсолвент на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје при УКИМ, Универзитетот Свети Кирил и Методи. Ајди на ромски, шукар ален, и на англиски за представниците, good day. So, алумните на Ромаверзитас. До сега слушнавме многу информации за студентите што тековно работат и како Ромаверзитас тековно се развива, меѓутоа што е со оние што пред нас користеле нешто од Ромаверзитас и што тие користеле, како ве нивниот образовен статус, сега каков им е работниот статус и се во врска со нив. Ова е презентација токму за тоа ја насловена алумните на Ромаверзитас. Целта на прашалникот е всушност да се приберат податоци за поранишните алумни, корисници на Ромаверзитас и да се креира датабаза. Тоа беше мојата задача како практикант во Сдруженијето, да креирам датабаза со поранишните алумни корисници. Целната група се всушност тие. Поранишните корисници на било којато одредени активности од минатите години, поточно од започнувањето на проектот 2001 до ден денес. Овозможени контакти беа од страна на Ромаверзитас и тоа што тие го имаат изминатите години како контакт листа, за да може да ги контактираме. Околу описот на методологијата, таа е квантитативна, е поделена за образованието, работниот статус и Ромаверзитас. Се спроведе електронски прашалник со 23 прашања поделени во 4 категории и периодот на реализацијата беше од 5 мај до 26 август 2017 година. Анализата на податоците е базирана врз одговорите на 53 лица од поранишните алумни корисници, но контактирани беа 95 алумни лица. Половата застапеност на тие 53 лица што одговори анкетата е женски 43%, односно 23 лица и машки 57%, односно 30 лица. Возрастната граница се движи од најсвежо дипломираните, а тоа се на 23 годишна возраст до 38 годишна возраст. Тука можеме да забележиме дека ерата на 27 годишната возраст е најголема и тие студенти највеќе се одзва на анкетата. Според местото на живење интересен податок е што 26 лица, односно половина, доаѓаат од Скопје. Имаме и од другите градови во Македонија, како што можете да видите, но имаме и од Унгарија, Канада, Австралија и Соединетите Американски држави, како и Франција. Сегментот на образование кој беше испитан во овој прашалник се дели на два дела. Тековно студирање, што студентите тековно студираат, и на завршено образование. За завршеното формално образование ги имаме следните резултати. На додипломски студио тие 53 лица завршија 70%. На постдипломски 17%. А за жал на докторски студии немаме завршен ром. Универзитети на кои дипломираните испитатици биле запишани води секако Универзитет Свети Кирил и Методи со 62%, тоа е потврдено од претходните истражувања кои ги слушнавте. Потоа се Југоисточна Европа Универзитетот во Тетово, Гоце Делчев во Штип, Свети Климент Охридски во Битола, а за постдипломците е Central European University, тука и ФОН Универзитет. Факултети на кои дипломираните испитаници биле запишани
Имаме од сите насоки, но највеќе би ги издвоил најголемите секако резултати. Тоа се Правниот факултет Јустинијан I со 8 лица, Филозофскиот факултет со 7 лица, Факултетот за безбедност и Економскиот факултет со по 3 лица. Тие што не одговараа во сегментот на завршено формално образование, односно што не се завршени или пак се запишани тековно на постдипломски студии или се било што, а не завршени студенти, се прикажани на оваа пита. 46 од студентите од лицата одговориле не студирам на постдипломски или докторски студии. Тековно на постдипломски студира 39 од тие што завршиле, на докторски студии повторно нема, но има и се уште кои студираат на додипломски студии. Универзитети на кои лицата се тековно запишани повторно води УКИМ или Универзитетот Свети Кирил и Методи со 79%, УГД е втор со 16%. Интересно е Learning Tree International, кој е онлайн факултет, каде што испитите и предавањата се одвиваат преку компјутер. Факултети на кои испитаниците се тековно запишани. Филозофскиот факултет тука води со 4, Економскиот и Правниот факултет со по 3. А што е со нивниот работен статус? Каде овие завршени или тековно луѓе што студираат работат? Тоа е прикажано тука. Како што можеме да видиме, скоро половина се вработени на неопределено време. Скоро четвртина се вработени на определено време, што значи 70% од студентите се вработени, а невработени се за жал 1/4. Само вработени се 2%, хонорарно ангажирани имаме вработени со договор на авторско дело и практиканти. Институциите на кои испитаниците се вработени, можеме да ги видиме на следните 2 слайда. Тоа се од невладиниот, владиниот сектор, но исто така од приватниот сектор, бизнис секторот. Тука се Open Society Institute, Сдружение на граѓани Рома Верзитас, Европски центар за правата на ромите, Влада на РМ, Халкбанк, Телеком, училиштата Браќа Рамис, општините и другите министерства. Најважниот дел од оваа презентација е за Рома Верзита, што всушност овие 53 лица користеле. А користеле тренинзи и обуки, туторство, менторство, учиме право, медиа арт клуб, дебатен клуб, курс по компјутери, курс по странски јазици, студентски иницијативи и проекти, библиотека, списание Ром Индекс, работилници за ромски идентитет, академски работилници и летна школа. Како што можеме да видиме, водат туторството, курс по компјутери, курсот по странски јазици, библиотеката, студентските иницијативи и проекти, работилниците за академски способности и летната школа. Дали овие 53 лица сакаат да се вклучат во идните активности? Нивниот одговор е да, со 66%. За жал, не одговорија 20%, кои што не сака да се вклучат, а останатите дали по некој коментар. Не секогаш поради моето полно работно време, не знам дали можам, но пасивно може, онлайн, привремено по потреба, зависно од природата и времето на имплементирање на активноста, зависно од врските. Ова е уште една презентација која би покажува како Рома Верзитас работел низ годините и дека резултатите се очигледни и ги видовте во текот на оваа презентација. За сите оние кои што се моментално присутни, а неа го пополниле прашалникот а се завршени и сакаат да влезат во датабазата, слободно може да ме контактираат и да ги внесеме во истата датабаза за да им послужи на останатите студенти понатаму и во новиот проект. Се надевам на Рома Верзитас, ви благодарам. Благодарам, Кенан. Верувам дека, како и сите други тековни и идни презентации кои што ќе бидат прикажани, дека сите имаат своје значење и се сериозно важни за Рома Верзитас, ромската заедница и иднината на Рома Верзитас. Сега би ја поканил Хурија Мукаиповска да ја презентира и својата кратка анализа
Добар ден на сите, јас сум Хорија Мукиповска, студент на правниот факултет, трета година правни студии. Сакам да им се заблагодарам пред се на Рома Верзитас што ми овозможија да искористам компонентата практиканство, па така 3 месеци бев дел од адвокатската канцеларија на адвокатот Драган Деспотовски и во тој период многу ме заинтересира колкав број кривични дела се извршени на територијата на Република Македонија и колкав процент од нив зазема ромската популација. Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупно кривични дела во 2016 година се сторени 8172, од кои македонци имаат извршено 3442 дела, албанците се застапени 1744, турци 342, ромската популација 772 дела, власите 28, срби 45, бошњаци 74, останати има 117 и непознати сторители се 1615 сторители. Вкупно пријавени полнолетни лица во 2015 година се 11866, од кои против животот и телото се 872 дела сторени, против слободите и правата на човекот и граѓанинот 435 дела, против половата слобода и половиот морал 78 дела, против јавните финансии и платниот промет 333 дела, против имотот дури 4221 дела и против бракот и семејството 421 дела. Исто така, тоа што ме интересираше беше колку ромите се, кои кривични дела најчесто ги сторуваат ромите. Според анализата на која што ја правев јас и пресудите кои што ги разгледував од судот во Скопје, најчесто ромите прибегнуваат кон извршување на кривични дела против животот и телото, против имотот, дел против половата слобода и морал, против бракот и семејството и нешто малку против јавните финансии и промет и против правата и слободите на човекот и граѓанинот. Ова е од Државниот завод за статистика за колку се застапени ромите во извршување на кривичните дела, односно вкупно има 772, како што може да видите, кривични дела против имотот и телото се сторени 33, против слободите и правата на човекот и граѓанинот 16, кривични дела против половата слобода и морал има 8, против бракот, семејството и младината 23, против здравјето на луѓето 13, против животната средина само 2, против имотот 572, против јавните финансии и платниот промет и стопанството 4, против општата сигурност на луѓето и имотот само 1, кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај 24, против правосудството 7, против правниот сообраќај 12, против јавниот ред 53 и против човечноста 3 дела. Со исто така во текот на мојата пракса разгледував и конкретни случаи кои што ги застапуваше адвокатот. Најчесто се случува запуштање и малтретирање на малолетно лице од член 201 став 1 од Кривичниот законник на Република Македонија. Случајот кој што го разгледував се одвивал така што двајца родители грубо ја запоставиле својата должност за грижа и воспитување на своите деца со тоа што ги запуштиле трите малолетни деца во близина на некоја раскрсница и ги оставиле да питачат, кои исто така живееле во субстандардни услови и своите средства за екзистенција ги обезбедувале само тоа. Ромите исто така неретко го сторувале кривичното дело насилство и исто така и делото тешка кражба, каде што еден човек на возраст од околу 30 години заедно со уште едно малолетно лице влегле во одредена куќа, каде што одзеле бакарно котли и бакарна тава со намера противправно да ги присвојат, а наредните денови ги продавале. Сакам да апелирам до невладиниот сектор и до државата дека ваквата состојба треба да се поработи на истата и големиот процент на невработеност и субстандардните услови за живот кои доведуваат до тоа да се сторуваат вакви кривични дела да бидат побрзо санирани. Благодарам.
Благодариме, Курие, за твојата презентација. Сега би сакал да ја поканам Филис Усеинова да презентира и својата анализа на случај. Добро ни дојдовте. Јас сум Филис Усеинова од Битола, студент на Правниот факултет во Битола, 3-та година правни студии. Голема благодарност на денешниот ден сакам да искажам до Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас, кој ми овозможи да бидам корисник на грантот за практиканство, кој ми беше овозможен во периодот од месец февруари до месец мај во просториите на Сдруженијето на граѓани Сумнал во Битола, каде што му овозможував параправна помош на ромската заедница. Денес ќе ви презентирам еден случај со кој се ограничува правото на движење на едно ромско семејство. Со овој случај се запознав додека бев практикант во невладината организација во Сумнал во Битола. Едно семејство, припадник на ромската заедница, државјани на Република Македонија, сакаа да патуваат за странство за Швајцарија кај нивните роднини. И за тоа семејството си имаше обезбедено патни исправи и повратни билети до Швајцарија. Кога семејството пристигна на граничниот премин на Табановце, од страна на граничните службеници им беше наредено да се симнат од автобусот и не им беше дозволен изрез од страна на граничните службеници од Република Македонија, поради тоа дека постоело сомнеж дека тие ќе го злоупотребуваат безвизниот режим. На ова семејство 4 пати им беше ограничено правото на слободно движење и тоа во 2013 семејството било вратено 3 пати, додека пак во 2017 година семејството било вратено само еднаш со изговор дека документите кои ги посетуваат се лажни и дека го злоупотребуваат безвизниот режим како роми. Семејството, поради претрпената болка, срам и поради претрпената неправда, се обрати до невладината организација Сумнал за време на моето практиканство и побара овој помош да му биде правно решен. Со моја помош на семејството му беше напишана тужба, која ја поднесовме до Основниот суд во Битола и со која побарувавме судот да утврди дека тужениот, односно Министерството за внатрешни работи, му го повредило правото на слободно движење и правото на еднаквост на семејството. Бидејќи имаше потреба семејството да биде правно застапувано од страна на правно лице, ние како невладина организација го упативме до адвокатската канцеларија, која ќе ги застапува и ќе ги штити на судските рочишта. По поднесената тужба, Основниот суд од Битола донесе пресуда со која е усвоена пресудата и е утврдена дискриминација по основ на етничката припадност. По извршената постапка, семејството доби надомесна штета поради претрпена болка, поради дискриминација и поради повредата на правото на еднаквост. Јас ги охрабрувам сите сограѓани да им помогнеме и да ги мотивираме доколку имаат вакви случаи да се упатат до потребните институции и до невладините организации кои нудат правна помош со цел да се започнат судски постапки за да се заштитат нивните уставно загарантирани права. Ви благодарам на вниманието. Сега ќе замолам Селма Реджепи од Тетово да го сподели своето лично искуство, своето 3-месечно практиканство. Добар ден на сите, јас сум Селма Реджепи, дипломиран студент за професор по англиски јазик и литература во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Денес накратко ќе ви раскажам, односно ќе ви презентирам за моето 3-месечно практиканство. Благодарение на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас бев во можност да предавам англиски јазик во рок од 3 месеци, од февруари до мај, во невладината организација Сонце. Јас предавав англиски јазик на ученици од основно оделение. Нивото кое го изучуваа учениците беше основно, тие беа на возраст од 9 до 13 години
И методите, односно материјалите кои ги користевме за време на часовите беа книгите кои учениците ги користеа во нивните училишта. Исто така користевме интернет за гледање, слушање на разновидни видеа. Исто така тука на сликата може да погледнете како јас заедно со учениците споделувавме некои знаења и вештини. Ги користевме тука на следната слика може да погледнете проектните задачи кои со учениците ги припремавме. Сметам дека ова практиканство беше од голема корист за мене, бидејќи се стекнав со големо искуство и вештини како да предавам англиски јазик, како да припремам лекции, месечни планови, извештај. И сметам воедно дека и учениците беа во можност да си го подобрат англискиот јазик, да добијат повисоки оценки во нивните училишта и така натаму. Тука е сликата со учениците, каде што ја предава. Ви благодарам за вашето внимание. Благодарам, Селма, за твоето споделено искуство како практикант во Дружината на Граѓани Сонце и твојата 3-месечна работа предавање на англиски јазик на училишни деца. Сега ја повикувам и Селвие Мустафи, студент од Тетово, да го сподели своето искуство. Здраво на сите. Пред се најпрвин би сакала да кажам дека ми е голема чест и задоволство што сум дел од овој завршен настан на Рома Верзитас, особено за моментот оваа страна. Јас се викам Селвие Мустафи, сум студентка на Универзитетот на Југоисточна Европа, на Факултетот за јазици, комуникација и култури на одсек англиски јазик и литература, од октомври веќе 3-та година апсолвентка. На крајот од минатата година аплицирав на објавениот конкурс од Рома Верзитас за практиканство. Истото ми беше одобрено. Сметав дека ова добра шанса и можност сето теоретско знаење да го применам во пракса и да се представам во улога на наставник како моја идна професија. Рома Верзитас ни даде насоки во однос на работните планови и извештаи како да ги извршуваме месечно, така што ние ги спремавме истите и ги испраќавме. Практиканството се реализираше од месец февруари до месец мај, односно 3 месеци. Се реализираше, односно ние ја имавме слободата да бираме каде, во која институција или во која организација ќе го извршуваме истото. Јас избрав да биде тоа во Сдруженијето за јакнење и организирање на ромската заедница Рома на Авази, затоа што сум и 6 години активна во истото. Исто така го избрав Рома на Авази затоа што најголемиот дел од членовите кои што се активни во самото здружение, знам како стојат со англискиот јазик и покрај тоа што мислев дека ова е можност за мене, сакав на некој начин да им помогнам и на нив, да го подобрат своето знаење. Значи, освен тоа што членовите беа, учениците беа членови на Рома на Авази, имаше и ученици надвор од Рома на Авази, односно дел од ромската заедница. Целна група беа ученици од 14 до 19 годишна возраст. На почетокот беше многу поголема група, меѓутоа заради нередовноста, заради несериозноста, на крај одлучивме тоа да биде една посериозна група, односно 6 ученици, од кои 3 машки и 3 женски. Тие беа на различно ниво на знаење, меѓутоа пред почетокот на самиот курс, јас одлучив да им направам едно тестирање за тоа кој ниво е. Потоа имаме начини, односно стилови на учење кои што јас ги применував. Нормално најпрвен вербалната комуникација преку говори, преку споделување на своји интересни приказни, иако дел од учениците велеа дека имаат најголем проблем со комуникација. Јас ги охрабрував цело време да пробаат што повеќе да зборат колку знаат, со текот на времето ќе го научат она што им е потребно. Потоа преку аудио, песни, снимки и така натаму користевме интернет како би можеле полесно да научат.
преку визуелни, нели, преку визуализација слики, нешто што најмногу се памети, преку некои логички задачи, вежби во однос на граматиката. Потоа имавме исто така и групна работа, самостојна работа и така натаму. Она што е следно е всушност графикон за нешто што според мене е најважно за еден јазик, а тоа е граматиката. Можете да видите дека има нема толку драстична разлика, меѓутоа со сина боја е претходното знаење, со зелена е знаењето после курсот, што сум најпозитивно изненадена. Потоа во однос на вокабуларот, исто така има разлика, затоа што тука мислам дека има всушност, можем да кажем, најголемиот предизвик беше за нив ова, бидејќи имале претходно лошо искуство со професори и така натаму. Во однос на пишување, исто како многу важна вештина и алатка за знаење на еден јазик, има исто така позитивен прогрес. Дел од учениците беа и матуранти, кои што им беше многу потребно да научат како правилно да пишуваат есеи и такви слични текстови. За следното нивно тестирање, односно државната матура, што се покажа како добар резултат. И на крајот имаме како 3 вештини во кои што спаѓа читање, зборување и слушање. И исто така и тука има прогрес. И последното нешто се оценките, што за мене беше највидлив резултат. Сите ученици кои што беа дел од овој курс ги поправија за 1 или 2 оценки повеќе, така што тоа е нешто позитивно. И на крај би сакала уште еднаш да се заблагодарам за оваа можност и верувам дека во идните години и во идните следни академски години многу поголем број на студенти ќе имаат можност да го споделат своето лично академско искуство. Благодарам, Силвија, за твоето споделено искуство. Верувам, многу идни студенти, тековни студенти ќе после сите овие ваши презентации ќе ја зголемат својата мотивираност да ги искористат грантовите и можностите за професионално развивање, стекнување вештини и работа. Го поканувам Ален Умер, сега во улога на практикант кој што имаше 3-месечно практиканство во Институтот за јавно здравје. Благодарам, Силхан, здрави од мене пак. Јас бев практикант во Институтот за јавно здравје 3 месеци и таму имав задача да анализирам содржини публикации поврзани со здравјето на граѓаните во Република Македонија со посебен осврт на ромите како етничка заедница. И како финален продукт од моето практиканство има задача да напишам дескриптивен есеј на тема здравствена состојба и политики на ромите за унапредување на нивното здравје и сега истата нели ќе ви ја презентирам. Ромите во Република Македонија според пописот од 2002 година опфаќаат 2,66%, односно тука живеат 53.879 припадници на ромската заедница, но после 15 години бројката на ромското население се зголемува, со што според граѓанскиот сектор и други истражувачки техники се претпоставува дека сега во Македонија живеат од 80.000 до 135.000 роми. Во Република Македонија ромите имаат неповолен здравствен статус. Кои се причините заради тоа? Тоа се повисоката стапка на хронични заболувања, како и покусиот животен век за 10 години во споредба со другите мнозински заедници. За разлика и од останатите етнички заедници, ромите имаат и отежнат пристап кон услугите од здравствената заштита, како и нивниот квалитет во споредба со останатите. Тука играат улога и неповолните социоекономски услови на живење, недоволната покриеност со здравствено осигурување, невработеноста, ниското ниво на образование, субстандарната инфраструктура, како и несоодветната застапеност во политичката и јавната сфера. Здравствените статистики во Македонија не се класифицирани според етничка припадност и надлежните здравствени институции немаа соодветни податоци за здравјето на ромите.
во овој момент единствени податоци за здравствената состојба на ромите се земаат од програмата за ромски здравствени медиатори. Согласно стратегијата за ромите од 2005 до 2015 година, носечки одговорен орган за имплементација на предвидените активности од област на здравство е Министерството за здравство. Во рамките на ова министерство формиран и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој што исто така игра улога во имплементацијата на истоимената стратегија. Но колку имплементацијата и реалноста е иста, ќе видиме сега во следниве слайдови. На табелата ви е прикажан предвидениот буџет од година по година. Сега ќе ви кажам истите планирани средства. За 2010 година планирани се 300.000 денари. За 2011 204.000 денари. За 2012 1.204.000 денари. За 2013 2 милиони. За 2014 3,5 милиони, за 2015 исто така 3,5 милиони и за 2016 2,5 милиони. Од тука може да заклучиме дека во периодот од 2010 до 2016 година за ромите се планирани 10 милиони 708 денари. Но исто така и според графиков може да видиме дека зголемените финансиски средства се за повеќе од 100% со текот на годините. Но исто така во периодот од 2010 до 2012 година износот на планираните финансиски средства не надминува пола милион денари. И исто така да се напомене дека од 2013 па навака се зголемуваат финансиите за сума од 3,5 милиони денари за 2014-15. Ова е табелата во која се прикажани колку од планираните финансиски средства се всушност реализирани. Овие резултати се прибрани од Министерството за финансии, а резултатите се превземени од анализата на Roma CSO Network, која што е публикувана во јануари 2017 година. И исто така може да видиме од година на година дека во 2010 и 2011 од планираните финансиски средства не е реализирано ништо. За 2012 од 1.204.000 денари се реализирани само 559.997 денар. За 2013 од 2 милиони денари се реализирани 1.371.361 денар. За 2014 од планирани 3,5 милиони денари се реализирани само 1.394.896 денари. За 2015 од предвидени 3,5 милиони денари се реализирани само 2.784.610 денари, додека за 2016 година од 2,5 милиони не е реализирано ништо. Иако зголемени средства, половина од нив секоја година остануваат нереализирани. Исто така, од графиконот може да видиме дека за 2014 година останале нереализирани вкупно 2,5 милиони 105.104 денари. Од вкупните планирани средства, односно 10 милиони 708.000 денари, нереализирани се вкупно 4 милиони 607.142 денари. Со тоа може да заклучиме дека само 43% од планираните средства останале нереализирани. Препораките кои би ги дал за овој есеј се да се организираат обуки за персоналот кој што работи во здравствените установи, во делот на заштита од дискриминација и сегрегација при користењето на здравствените услуги, да се вработа што поголем број на роми од во здравствените установи и исто така сите здравствени политики кои што се имплементира за да се подобри здравствениот статус на ромите во Македонија, да се комбинира со политиките на домување, образование, социјална политика, односно потребно е да постои постојана консултација со представниците од ромските заедници. Исто така да се овозможи подобар пристап на ромите кон користењето на здравствените услуги, како и да се креираат долгорочни и одржливи решенија за обезбедување на еднаков пристап на ромите при здравствените услуги. И последно, освен обезбедувањето бенефиции како да се подобри здравствената заштита, да се обезбедат и бенефиции за набавување лекови и медицински помагала. Ви благодарам. Благодариме, Ален Умер, за твојата мала анализа и неизина презентација денес.
Благодарам на сите вас, сите 6 практиканти кои што на вистина покрај вашето 3-месечно практиканство дадовте и многу напор, енергија и време посветивте да направите по некаков финален документ, анализа и слично. И како последно за споделување денес во однос на постигнувањата и на резултатите, ја поканувам Сибил Бајрам да нешто кратко и креативно сподели што постигнавме преку Рома Индекс. Браво и од мене, Шукар Дивесари Ненге. Верувам дека за повеќето од вас Рома Индекс како електронско списание веќе е добро познато и дека секако нели при неговото читање уживавте. Рома Индекс е електронско списание, иницијатива на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас, кој е финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд. Рома Верзитас во рамките на своите иницијативи со цел студентите да земат поголемо активно учество им даде можност на 15 студенти да бидат дел од ова електронско списание, кое беше под менторство на стручен уредник. Во него има различни интересни, едукативни и забавни содржини за секој читател. До сега бе објавени 7 броја на Рома Индекс со по околу 8 рубрики во секој број. Сите 7 броја поединечно се публикуваа во период од септември 2016 година се до август тековната, односно 2017 година. Сега накратко јас ќе ви ги презентирам нашите рубрики. Првин се топ темите. Тоа се 8 април, Меѓународен ден на ромите, ден за прославување или ден за соочување со проблемите, потоа образованието, дали е право или луксус, совети за матурантите, односно интните студенти, студентски активизам, активизмот на студентите роми расте, но не доволно за да се види промената, студентите против говорот на омраза, туторството, патока за успешно студирање и дали студентите да бидат управувачи на бродот. Потоа ни следуваат интервјуата. Беа направени 7 интервјуа. Првото беше со госпоѓа Васка Бајрамовска Мустафа, заменик народен правобранител. Потоа следното беше со господин Нади Реджепи, извршен директор на Ромскиот образовен фонд. Потоа со господин Елвис Мемети, председател на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас. Потоа со господин Денис Дурмиш, Европски младенски центар на Советот на Европа. Со доктор Лјатив Демир, професор по ромски јазик, книжевност и култура, со професор доктор Софија Георгиевска, професор на Филозофскиот факултет, и последното наше интервју беше спроведено со господин Желко Јованови, кој е извршен директор на РИО. Следната наша рубрика беше ромскиот идентитет. Тука имавме рубрики на тема Ромите тргнале од Индија, го освоиле светот, потоа Ден на отпорот, 16 мај да не се заборави, 5 ноември, Меѓународниот ден на ромскиот јазик, ромските книжевни дела, богатство во мало ковчеже, Ерделе символ на ромскиот идентитет. Потоа не помалку важна и рубриката Препорачуваме и советуваме. Тука имавме за Дизер бесплатно стримање музика, пристап и работа со Google Drive, AdBlock, најкорисната алатка за вашиот компјутер, Прези, интересна и бесплатна програма за презентација, препорачуваме Dropbox апликација, знаеме да јадеме, но не знаеме да се храниме, алергија на полен, како против поленовиот прав, летен одмор со здравствени проблеми, стресот губи во учењето, славете и внимавајте, бурни ноќи, тешки денови и како со загадениот воздух. Потоа предпоследната рубрика ни беше коментирам, значи постојам. Тука имавме неформалното образование, ја јакне самодовербата. Подобро утре, наша одговорност. Кој е виновен за несоодветното и нефункционалното студентско организирање на студентите во Република Македонија? Ромите по повод 8 април 1971 година, Меѓународен ден на ромите, и кои всушност се ромските невладини организации што работат. И последната рубрика ни се анализите. Сакам да напоменам дека имавме 5 анализи, од кои 4 беа спроведени од Ромалитико и едната од господја Сабина Реджепова. Темите ни беа ни на небо, ни на земја, ромите од Подкале препуштени сами на себе, афирмативни мерки за надминување на фактичката нееднаквост, ромите да изборат за своите интереси,
студентскиот стандард во Македонија со фокус на студентите роми, студентите да се образуваат непречно и без бариери и да го почитуваме правото на другиот да се оствари себе си. Во име на целиот уреднички тим, кој беше сочинет од 15 членови, студенти, новинари и еден стручен уредник, ви благодарам што бевте наши верни читатели. Благодарам, Сибел. Верувам, ја пренеси целата енергија која што со неколку месеци ја вложивте сите вие 15 лица во Рома Индекс како студентски магазини. Можевте да ги дадете вашите ставови, мислења, анализи и размислувања во однос на многу прашања. Во однос на содржинскиот дел, поминавме низ проектните резултати, кои што беа постигнати низ 4 компоненти на проектот. Поминавме и две презентации за спроведени 2 микроистражувања и нивните наводи, заклучоци, препораки. И поминавме низ 6 искуства или направени анализи, финални документи од практикантската работа на 6 практиканти. И на крај завршивме со постигнувањата и резултатите од Рома Индекс. Сосема на крај би рекол дека Рома Верзитас како модел на ромскиот образовен фонд постои во 8 земји и како мрежа на Рома Верзитас центри се стреми да развие квалитет и влијание во општествата каде постои, да биде една лабораторија на знаења, вештини, капацитети на една млада, критичка маса на роми кои што ќе се застапуваат себе и интересите на својата заедница во сите сектори и ќе поттикнува, учествува и донесува јавни политики. И сосема на крај да ја цитирам само изјавата на директорот на Ромскиот образовен фонд Нади Реджепи. Тој во едно интервју за Рома Верзитас вели: Рома Верзитас се стреми да биде столб на идната академска елита на ромите, која секако сама треба да избори место и влијание во македонското општество, пред се преку колективна и професионална одговорност во име на својата заедница. Јас сум убеден дека денеска покажавме дека студентите имаат потенцијал и дека престои блескава иднина на сите нас и на македонското општество. Ви благодарам на сите за вашето внимание, вашето присуство и учество и се гледаме, верувам, во следни проектни активности во новиот 2-годишен проект кој што ќе трае во идните 2 години.